А сега продолжуваме со нашиот гостин кој што веќе неколку пати го најавив ова утро, тоа е Александар Стојковски, кој што ни градоначалник на општина Ѓорче Петров. Градоначалниче, добро јутро на овој убав ден. Така е, добро утро, Искра. Еве, да искористам можноста да го честитам овој прекрасен празник, најубав ден за Македонија, денот на независноста на сите ваши гледачи, па и на сите жители на Република Македонија и на ВАМ. И еве, имавме таква можност утрово, ние двајца да разговараме на убави теми во вашата студија. Да, иако е празник, ете, сепак сообврски сте и ова утро, но поводот е многу значаен, а тоа е културното лето кое што го организиравте, кое што се одвива во вашата општина и тоа кое што трае цел еден месец, крупен залак, можам да кажам, нели? Па да, така сакаме да оваа година, мислам, така беше планот со низа активности, еден месец од прилика да имаме секој викенд настани, па и овој викенд имаме тековни настани во тој дел, а од другото лето, здраве Боже, ако биде секако што треба, со некои планови што ги имаме околу централниот парк, да биде цело лето. И да имаат не само ѓорчевци, него и скопјани, да имаат добро место за забава, затоа што културата е навистина темел на се тоа што го правивме. Имаше години кога не бевме во можност тоа да го дозволивме, меѓутоа пораснавме како општина, се создадоа услови да сега можеме да тоа задоволство нормално го пружиме на нашите жители. И да се подигне културниот живот на едно повисоко ниво. Гледам дека се задоволни, дека е многу добар инпутот, дека има присутни од сите генерации, од најмали до највозрастни, така да ќе создадеме еден вид на навика. Одлично. Јас би се вратила уште на првиот ден, бев овде во студиото, кога вие на линк бевте со колешката Ирена Спировска. Дента всушност го најавивте отворањето и колку што паметам врнеше утрото, а кај нашиот народ тоа значи берекет, така му доаѓа. Ова беше отприлика 2 недели. Ајде прво пред да видиме што уште ќе имаш, значи некаде на половина сме отприлика на културното лето. Што се случуваше овие изминати 2 недели? Па се случува. Во меѓувреме гледачите имаат можност да видат и некои инсерти од она досегашното, но еве вие да не прошетате низ овие 2 недели. Од она што беше, знаете како учиме низ процесот и ние како општини гледаме што им се допаѓа на луѓето, гледаме таков тип на содржина да понудивме. Да понудиме, имавме во 2 наврати летно кино во Ѓорче. Ме интересира како им беше доживувањето. Одлично беше, затоа што многу професионално беше изведена сцената, имавме професионално платно кое што и озвучување секако што треба. Баш заличи, од таму ми дојде идејата да изградиме покрај централниот дел на паркот, да го преуредиме, да биде во еден современ плоштад, да направиме една мултимедијална сцена, да биде фиксната во паркот и тоа ќе ни биде како еден проект еви во политичкиот дел во програмата. За воиднина. За воиднина. Проект кој што ќе го оживее дополнително Ѓорче, затоа што на тој начин ќе можеме ние во континуитет и многу брзо да реализираме настани од секаков тип. Без потребни подготовки, да. Сакаме да имаме на едно место еден концепт и со опрема и со се што треба за да можеме да правиме вакви настани многу повеќе. Одлично. Друго нешто што исто така тогаш најавивте беа свирките. Онака, скопски кажано свирка, секој се знае што е свирка. Како реагира и жителите, а од друга страна претпоставувам дека и за самите бендови тоа предизвик за настапат пред многу поголема публика отколку во клубовите во кои се настапуваат. Па видете, ние го стартувавме тој концепт и го продолжуваме секој викенд од тогаш на различни, дали бенд во живо, дали диџеи, дали културно-уметнички сигурно внимателно одбрани, друштва, така, и ги имавме деов, тие се култни за Скопје. Мислам дека многу генерации имаат израснато со нив. Имавме диџеј Вера Јанковиќ, исто така култен лик, да кажам, од урбаната сцена. И тие настани помина одлично. Целта ми беше мене, што до некаде ја реализиравме, да еве наредната година ставам простор за тоа да биде повеќе, да буквално секој викенд локални бендови се промовираат, да имаат можност луѓето кои што се дел од таа алтернативна сцена, да има сцена за настап, бидејќи тоа им треба и во тој дух ќе продолжиме и понатака. Ние како општина веќе бевме дел од еден проект, издадовме прва плоча
кај нас со локални бендови. Со локални бендови сега се работи на второто издание, односно продолжение на тој проект. Така да верувам дека ете и по тоа ќе бидеме единствени и се насочуваме, сакам, односно еве малце повеќе во тој дел да настапиме. Уште и самите можеби артисти не се им даваме поддршка преку проектите, преку повиците за преку јавните повици во делот на културата, но мислам дека уште и бендовите и артистите не се свесни, така да сакам таа соработка уште повеќе да се интензивира, најискрено и во наредниот период, еви наредната година, да има уште поголем интерес да направиме бидејќи сме спремни како општина да ги поддржиме тие проекти. Наспроти овие модерни моменти што имате, ќе ме коригирате ако грешам, чинам дека за вчера беше закажано еден традиционален настан, а тоа е месење на најмладите девојчиња заедно со највозрасните жени на зелник. Зелник, така. Да. Имаш вака за викендов ни беше повеќе ете околу тој етно традиционален дел, пак пропратен со музика и со настани. Во пресед на празникот, претпоставувам, да. Иако да кажам Скопје можеби беше празно, имавме добра посетеност и петокот и саботата и вчера. Имавме организирано базар во Ѓорче, на отворено со домашни производи, со ракотворби, со се она што значи артизанство или да се изразам вака може по конкретно. Ракотворство, да, не ми текна зборот, но во секој случај ете и вчера заврши со еден прекрасен концерт, Друженијето Палиум го организираше настан со кој што вклучи многу повеќе содржина од различни учесници. Имаше културно-уметнички друштва, точно тоа има можност да видат како се припрема и да го вкусат зелникот на баба, така им беше. Не, за жал вчера не може имам приватни обврски, меѓутоа ќе оставиме простор за некоја друга прилика. Со тоа што ако сме, предпоставувам колку што знам за вас дека го слушате гласот на граѓаните, еве за догодина да не биде само женската популација што ќе меси зелник, туку и машката да видиме. Ако има кандидати, ќе ги вклучиме. Се зависи, ја не сум сретнал некој маж да меси зелник, барем вака во мојата поминска околина, не велам дека не. Сепак имаме пекари во Ѓорче, па може да направиме таков фестивал, пекарски фестивал, па да се прикажат сите со своите дела. Колку што гледам отворени сте за секакви идеи, така што зошто да не и тоа. Ајде да видиме, значи рековме до половина сме некаде со летното, со културното лето, со сите настани, што е она што следи? Па следуваат уште да речем континуитет од два викенди. Сега го имаме првиот 11, 12, 13. Ке за прв пат во Ѓорче ќе го имаме фестивалот Еволуција на сонат, како еден урбан музички фестивал, така? Урбан музички фестивал кој што е на вистина од таков карактер и ретко и во Скопје се случуваат работи, така да е веќе поканам публиката уште од 11 да присуствува на настаните, бидејќи ќе имаме интернационални артисти. Организаторот е жена која што живеела во Португалија, која што многу добро разбира таа култура, така ќе е многу модерно, ќе имаме артисти од Португалија, од Италија, кои што ќе ги пренесат нивните звуци тука првиот ден, првата вечер. Вториот ден ќе биде резервиран за урбаната култура. Ќе се цртаат графити, ќе има настап на хип-хоп артисти локални, MC рапери, ќе има луѓето ќе може да се завуваат 3 на 3 организирано, ќе играме фудбалче, така да може да се пријават тимовите и се она што ќе даде маце поинаков шмек на Ѓорче, зашто сметам дека Ѓорче тоа го заслужува. И луѓето заслужуваат малку поинаква содржина од она на што често се навикнати, а не велам дека не, супер е сето тоа, меѓутоа еве и ние постојано инсистираме да имаме македонски артисти, да имаме наши изведувачи, што е можно по-локално, да кажам, поблиску, и така ќе продолжиме и наредниот викенд. Во тој дел го организираме Звуци на културата и денот на општината, така повторно ќе има музички настани. Се завршува со денот или роден денот на општината на 20, така? Да, можно е да имаме уште еден голем настан, негде околу 27, чекам да ми потврдат. Да. А смееме ли веќе да дознаеме што планирате за вашиот роден ден? За денот, да. Имаме, сега концептот треба да го дефинираме, меѓутоа ќе има исто, како и претходните години, актуелни, забавни уметници, во дел од вечерите ќе имаме и народни изведувачи.
мислам дека Гоцефест треба да ни гостува во Ѓорче, така да тој сублимат ќе биде, има едно големо изненадување, меѓутоа чекам да видам, не сакам пред време, нека биде еве на петок негде ќе го објавиме, ако биде нештото ќе биде стварно добро. Впрочем, секој оној кој што не успел до сега да присуства, може сите информации на вашиот сајт ги има за понатаму, па ете и на сајтот и на Facebook страница. Изненадувањата. Кажете ми колку вака заживува општината со вакви настани или конкретно со овој, особено во однос на ова брзо темпо на живење, кога навистина веќе не можеме да се видиме со најблискиот сосед, сега вака на едно место собрани сите генерации, каква е дружбата? Па многу Ѓорче е многу природна средина, да кажам, неоптеретена и паркот е едно место каде што навистина луѓето и природно функционира. И кога ќе додадете ваков тип на содржини, повод имаат ете можност плюс да дојдат да присуствуваат и поквалитетно го поминат времето. Убаво е сега Ѓорче се отвори со новата општинска зграда, со трговскиот центар, тој простор што беше можеби десетина години таму блокиран од тараби, сега има малку поинаква димензија и дополнително сега треба да го развиваме во тој прајс, да понудиме содржини кои што дополнително ќе ги привлечат, да се грижиме, да ги обновиме постојните, но ни треба маце поинаков концепт, бидејќи навистина се смени. Населбата ни се помлади, има доста млади брачни пари, што ме радува. Имаме доволно дечиња и во училиштата, и во градинките. Треба да засилиме да подобруваме таа инфраструктура, зашто целта ни е Ѓорче да го подмладиме, да кажем. Ајде, и сега за сега ни успева тој да. Особено што вие имате на некој начин дополнителен предизвик, затоа што сепак сте влез на Скопје. Првата слика е многу важна што ја оставате, така. Па ние тоа го размислувавме, за жал не најдовме сега на некоја идеална соработка до сега со градот. Сепак најголемиот дел од тие аспекти се во надлежност на градот, еве со Орце Ѓоргиевски, нашиот кандидат во наредниот период, разговаравме за неколку решенија, и едно од првите нешто кои што му ги прерочи вака функционално и естетски е да се уреди делот на влезот, пешачките патеки на главниот булевар, да размислиме ако постои можност да посадиме дрвори и да биде по примерот на светските градови и сето тоа да добие естетски на поинаква форма, а и да им служи на жителите, затоа што во тој дел не е интервенирано многу години наназад. Истото треба и во Ѓорче, во Газибава, на источниот крај, затоа што првиот печаток на вистина не е како што треба во моментов. На некој начин, така спонтано се со разговорот, влеговме во други води, што е сосема разбирливо со оглед на тоа што не само што сте актуелен градоначалник, туку сте и кандидат за наредните избори. Ајде вака да видиме што го одбележа вашиот досегашен мандат. Многу работа. Многу работа, не можеме се да наброиме, затоа вака ќе преформулирам прашањето ако смеам. На што сте вие најгорд? Па, вака, јас сум предсе задоволен што Ѓорче буквално и метафорички и буквално го извадивме од кал со сите тие зафати во инфраструктурата во еден дел, а подлога за тоа ни беше што финансиски ја стабилизиравме општината и однесовме на многу повисоко ниво тоа на кое што ја затекнавме. И јас велам стално, луѓето треба да го перцепираат тоа дека навистина структурно поставивме на поинакви патеки општината. Самиот пример што најмалку 3 пати ни е зголемен основниот буџет. Имаме можност дека секоја година ни се доделувани повеќе средства од државата како резултат на добро финансиско работење, укажува на тоа дека сме на добар пат. Ние треба да го продолжиме тоа. Имавме мандат со најголем број на капитални инвестиции до сега од сите мандати предходно. На добра патека сме да завршиме годинава уште по-успешно, затоа што уште имаме, но 3 месеца имаме до крајот на буџетската година. И секоја наредна, ова што го работиме сега и изминатите години, ни остава простор да секоја наредна година имаме поголеми буџети, да можеме да реализираме што е можно повеќе проекти од сите аспекти, темата на која што ќе се фокусирам на наредниот мандат ќе бидат училиштата и детските градинки во целост, затоа што сметам дека инфраструктурно и со последниот повеќе со проектите кои што се во тек и кои што ќе следат, за кои што имаме обезбедено финансирање, дека најголемите инфраструктурни проблеми ќе бидат завршени. Мораме да се фокусираме
дополнително повеќе на овој дел, затоа што кажав, Ѓорче Петров се подмладува, имаме голем интерес и треба на тие дечиња, на тие родители да им обезбедиме посоодветни услови. Кога сме веќе кај најмладите, со оглед на тоа што вие сте голем љубител на спортот, и на велосипедизмот, и на планинарството, точно ли е тоа дека сте ги обновиле, реновирале сите спортски игралишта во општината? Да, сега со последно ќе бидат 9 на број. Најголемите во училиштата се направени, прв пат имаме терени со вештачка трева во школски дворови, мултифункционални терени, последно го правиме теренот на Полјана, на Шицкање, наредно во план, тоа кога зборам во план, зборам наредниве 10 на денот отпочнеме со работа. Тоа и не само тоа, ја реновиравме целосно и во Мирчацев, училишната сала, Хром прв пат добива спортска сала, се надевам дека веќе до 10 ќе биде готова, се поставува таму подот во новата спортска сала, така да ете, после 10 години од која функционира 12 тоа училиште, конечно, иако беше во најурбаниот дел на Ѓорче, нема децата спортска сала. Во најтешкиот период многу ми е мерак за тој проект, затоа што тие дечиња конечно ќе имаат услови за физичко, а мислам дека негде до крај на месецов ќе почнеме уште една доградба на тоа школа и конечно и просторните услови да ги завршиме и тоа ќе биде фокусот, доградба на училишта, едносменска настава, ние имаме 60% децата ни во една смена. До сега преадаптиравме простори, меѓутоа сега мораме и веќе да прошируваме и така им оставаме повеќе време и за себе, за воншколски активности, за време со родителите и сакаме оној дел семејни вредности и традиција се да биде како ние кога сме растеле, да имаат повеќе време семејствата за себе. Би сакала да ви запрашам малку и за со оглед на тоа што нашата публика е повозрасна. Так. Каков е пензионерскиот живот во Ѓорче Петров? Имаат ли можност за средби, дружби? Така е. Многу се активни и многу ги поздравувам сите. Постојано ги следат сите настани. Тоа најзадоволен сум да кажам можеби од тој дел од популацијата и тоа им го потенцирам постојано. Треба да учат младите малку повеќе од нив, затоа што имаат чувство на општествена одговорност, спремни се да помогнат и во екоакции која сме правеле, и во дружби, и активности самите организираат. Ние во Ѓорче имаме културно-уметничко друштво од пензионерите, како секција во рамки на нивното пензионерско, кој што мислам дека се препознаени во сите општини. Се дружат, се забавуваат, организираат настани. Многу сум задоволен, да бидам искрен, меѓутоа мора малце и младиве да земат некој пример. Него се научивме полесно на Facebook да се пишува, јас гледам и по заинтересираноста кога одиме на терен, сепак таа група е највозрастните се тие што најчесто ги кажуваат проблемите, другиве некако се посилни пред тастатура, вака. Околу проблемите, сега знам дека деновиве имавте поинтензивни средби со граѓаните. Колку воопшто во текот на мандатот ги одржувате тие контакти непосредни со граѓаните и колку ги слушате што имаат да кажат? Па вака, постојано колку што можам во рамки на тоа што ми е работа, истото го правиме како што го правиме и сега. Ги слушам многу и од таму ми се идеите, размислувањето, информациите се. Од таму се е многу полесно да добиете информација со сите со социјалните мрежи, имаме и Вибер канал, на многу начини има канали на кои што може да дојдат луѓето и да кажат. Важно да допрат нивните барања до вас, така? И гледаме на тој начин ја базираме програмата на работа. Среќен сум што идеи имаме, караванот го завршуваме, може да го најавиме и тој во вторник во 19 часот пред Камал, ќе имаме еден поголем настан каде што ги повикам сите ѓорчевци, тие што не биле до сега може слободно да дојдат. За утре зборуваме? Да, вторник сме утре. Да дојдат сите, напоменува, јавно ги објавивме сите настани. Битно ми е секчено мислење, битно ми е размислувањето, дури и дебата и да не се согласуваме и да има одредена критика. Јас секогаш велам дека критиката е уште подобра. Во однос на тоа што ќе ве пофали, не треба никој да ве фали, подобро е постојано да ве критикуваат за да бидете подобри и имате подобри резултати. Така да задоволен сум и ме радува тоа што веќе почнуваат со поиновативни идеи и ние се префрливме на размислување на едно друго ниво.
Да не разговараме веќе за кал, канализација, водоведи. Тоа е нормално, тоа што ќе остане ќе биде во многу мал дел и тоа тековно ќе се реализира, но да разговараме за модерни училишта, за кабинети за вештачка интелигенција, за климатизација на училишта, за градинки, да збориме за убави... За нешто од 21 век. Така, да збориме за убави работи, тоа на вистина ми фали да ми го кажат луѓето, вака да видиме што е тоа што сметаат дека би требало да се направи. Јас многу ви благодарам на ова гостување. За самиот крај би ве прашала како ќе го поминете денешниот ден, денешниот празник? Па денешниот празник со семејството, бидејќи беа подолго време отсутни и сакам да се посветам на нив да ги видам и да поминам малку време. А вечерва го отвараме традиционалниот турнир во фудбал во населбата Даме Груев. Ќе го заборавевме, а ни е многу значаен како имате многу работи, ќе пропуштиме нешто, ќе пропуштиме и вечерва еве од 19 часот ги повикам сите, ќе има голем турнир, 16 екипи се пријавени на турнирот. Голема традиција, децениска да кажам. Да навиваме за нив, така. Имаме два терени, може да бираат каде сакаат, дали ќе играат на вештак, дали на тартан. Пред многу години немавме такви услови, сега еве. Имаме и сакам да се искористам максимално. Многу ви благодарам уште еднаш. Ние емисијата ќе ја завршиме со музичка номера. Нормално штом е празник, не треба да ве прашам каква музика слушате. Станува збор за вториот дел, условно кажано, од Македонија во срцете носиме. Знам дека минатиот пат имаат гостувано во вашата општина, претпоставувам сега и со новите преработки. Па едно од изненадувањата е и тоа, само да видиме кога ќе биде, да не брзаме пред време. И па денес ќе промовираме Подрум Одам, една од најубавите песни, така што ќе ги оставам гледачите да се го поминат убав ден со убава музика, секако во убаво друштво и со убави